Но што правиме со реципроцитетот? Тоа сакав да го кажам. Копенхашките критериуми на кои постојано потенцираме и водиме војна. Европската унија, а не Софија, бидејќи таму е префрлена преговарачката рамка и за жал опозицијата, односно Социјалдемократскиот сојуз кога беше на власт со ДУИ, презеде одредени мерки да бидат дел од таа преговарачката рамка, протоколи кои што не помина во собранието, кои што беа на некој начин шверцески уфрлени во целата таа преговарачка рамка и пакетот за пристапување на Македонија кон Европската унија. И ние сме сега во состојба буквално да бараме излез од таа ситуација. Видовте дека повеќе европски официјални личности, меѓу кои господинот Кошта, министерот за надворешни работи на Белгија, еве ако сакате и европратеникот Вајц, кој што меѓу другото има амандман, барање да се разјасни на правен начин правната служба во Европската комисија да разјасни дали тие идентитетски и билатерални прашања со идентитетски карактер и историски можат да бидат предмет на вето на Софија. А Софија тоа постојано го потврдува. Дека да, докрај мора да се спроведе се. Не се само уставните измени и правата на бугарите во Македонија, туку сите оние барања кои што се врзани со резултатите од работата на историската комисија. Ако тоа навистина остане како право на вето, ние нема да стигнеме во Европската унија утре да ги донесеме уставните измени. Ќе преговараме децении.